Фази на свадбените обичаи. Во свадбените обичаи влегуваат комплекс од обреди, верувања, магиски постапки и табуи. Свадбените обичаи може да се поделат на предсвадбени. Тука би влегле обичаите што се поврзани со изборот на брачниот партнер, тоест со стројникувањето, бидејќи во традиционалната македонска култура изборот на брачен партнер се вршел преку стројник. Потоа свршувачката, посетувањата на семејствата или само дарувањата за време на определените празници, последното бањање и чешлање на невестата во татковата куќа. Потоа, обичаи што се изведуваат на самата свадба. Тука би биле, например, облекувањето на невестата во невестинското руво, пречењето на зетот, дењето по невеста, пристигнувањето на сватовите кај невестата, деверисувањето, изведувањето на невестата, одењето на сватовите од кај невестата, пристигнувањето и пречекувањето на невестата во новата куќа, до сведувањето на младите. Во обичаи што се изведуваат после свадбата, би влегле обредите после првата брачна ноќ, односно носењето на невестата на вода, блага ракија, првичето. Овие три групи грубо можат да бидат разгледани во Генеповата теорија на обредите на премин, со незината тричлена структура: сепарација, лиминалност и агрегација. Како сепарационен период може да се определи обредниот комплекс пред самата свадба. Лиминалниот период на самиот ден на свадбата и агрегацијскиот период, обредите после свадбата. Инаку и во сите овие периоди може да се изврши нивна внатрешна класификација. Карактеристиките на лиминалната фаза се општествено безвремен период, затоа што го опфаќа интервалот меѓу два периода. Тука личноста е изложена на специјални правила и забрани во врска со храната, облеката и движењето воопшто. Во оваа фаза личноста е загадена со светоста, а бидејќи е во состојба на светост, таа е исто така опасна, а со тоа и нечиста. Реверзибилност на статусот. Обично оние луѓе кои во социјалната структура заземаат ниски социјални статуси имаат обредна супериорност над оние со повисок статус. Во македонската традиционална култура, жената имала прокламирана подредена положба, а во таа смисла и во самата свадба улогата на зетот е маргинализирана, а централно место има невестата. Сите овие карактеристики се присутни во свадбените обреди. Општествено безвремениот период е изразен во фактот што невестата и зетот веќе не се припадници на нивните врсници, не се момче и девојка, но тие се уште не се влезени во редот на одомените. Затоа во овој период тие се во друга облека, што нив ги издвојува. Подложни се на разни забрани. Например, при бречењето на зетот, влакната од брадата се собираат во крба, кои потоа се истураат по вода или на некои други места, или пак се чуваат. Водата со која се бричел зетот, или пак онаа со која се миела невестата, се фрла на специјални места, во вода или на места каде што не може некој да нагази.
или пак се чува за меѓусебно од неа да се напијат. Обредни однесувања при самото облекување. Оставање на некој дел од моминската облека, со цел невестата да биде млада. Движење на свадбената поворка по утврден пат. Гледање на зетот од страна на невестата низ прстен. Забраната невестата да се врти по напуштање на татковата куќа. При пристигнување на невестата во новата куќа, во дворот забрана да дојде во директен контакт со земјата. Специјални правила на однесување кај прагот, огништето и така натаму. Во структурата на свадбените обичаи може да се издвојат обредите, како бричењето на зетот, канење на мртвите, одање по невеста, пречекување сватови, деверисување на невестата, кршење на сваќата, простување на невестата од својот род и дарување, венчавање, пристигнување на невестата во новата куќа, носење на невестата на огниште, говење, сведување на младите. Вклучени се табуа, како забрана на невестата да се врти кон татковата куќа при излегување од домот. При пристигнување во дворот во новата куќа, има забрана да стапне во директен контакт со земјата. Има забрана да се стапне на праг. Има забрана да се видат две невести на венчавање. И така натаму. Тука се вклучени и верувањата поврзани со доминацијата на брачните сопружници, верувања поврзани со бројот на децата, верувања во врска со надприродни суштества, верувања во врска со благосостојбата во бракот. Во однос на обредниот простор, тој е секогаш определен, како например патеката по која се движи свадбената поворка, прагот, огништето, водата. Свадбата се изведува во текот на еден ден. Времето кога се оди по невеста е предпладне, а невестата го напушта домот во попладневните часови. Обредното време е изразено и во свадбените песни, каде најчесто сонцето секогаш грее во зетовиот двор, додека во невестинскиот надвиснале облаци или пак се задала магла. Времето кога е земат невестата се споредува со заоѓање на сонцето или окрејување на месечината. Времето кога се оди по невестата се споредува со пролетно-летниот циклус, цутење на вишни и цреши, оформување класови на пченица, додека незиното земање со есенско-зимниот период, вишни и цреши обрани, пченицата ожнеана, темен превес пред незиното лице, надојдување на есенски породни дождови и слично. Обредното време може да се види и во фактот што во многу места во Македонија свадбите се правеле на определен ден од годината, како например во Галичник, кога свадбите се правеле само на Петровден. Assunta